Почитувани, гледате Топ тема. Трагедијата во Кочани, во која животот го загубија 59 лица, потикна сериозна загриженост. Колку се правила и прописи биле прекршени со дискотеката ПОС. Она што дополнително загрижува е дека најверојатно не е ниту единствена. Но таму викендов еруптираше беззаконие и на површина ги извади сите слабости на системот, евентуални коруптивни дејствија, човечка негрижа и неодговорност, кои испреплетени заедно доведоа до катастрофа. Еден од аспектите е примената на мерките за противпожарна заштита. Вечерва експертска анализа со професорката од Градежниот факултет Мерит Цветковска, Татјана Василевиќ Владев, машински инженер и представник на Комората на овластени архитекти и инженери, и Ристо Клопчевски, овластен инженер за противпожарна заштита и представник на Стопанската комора. На почеток предлагам да ја слушнеме изјавата на обвинителот Љупчо Коцевски од првиот ден, кој што отвори дел од дилемите и ги представи дел од проблемите со дискотеката во Кочани. Објектот немал хидрантска мрежа, ниту имал хидрант во употребна функција. Немало доволен број на ПП апарати според квадратурата на објектот, односно имало само 2. Немало 2 излезни врати, пропишани за евакуација на луѓе, туку имало една единечна импровизирана метална врата на задниот дел од објектот, но истата била заклучена со катанец и без квака од натрешната страна и обложена со гипс картон и сунѓер за звучна изолација. Немало пристап за ПП возила од двете спротивни страни согласно правилникот за заштита од пожари, експлозии и опасни материи. Натрешноста на објектот била обложена со гипс, картон, но истиот не бил со огноотпорни својства. Немало спуштен таван со противпожарна отпорност од најмалку 30 минути. Немало врати со противпожарна отпорност од најмалку 1 час, ниту пак систем за кочење на вратите, ниту пак систем за известување на присутните лица за настанат пожар со јак звучен сигнал. Исто така, истата непрописно била обложена и со материјали за звучна изолација, како и за визуелни ефекти со лесно согорливи материјали. Во објектот противзаконски биле користени пиротехнички материјали на висина од 3 метри, без соодветна дозвола и без друштво со овластување за палење на пиротехничките материјали. Да, ја слушнавме изјавата на државниот обвинител Љупчо Коцевски, која што ја даде уште првиот ден од оние првични сознанија до кои што дојдоа обвинителите и истражителите. Професор, ќе почнеме со вас, а секако ќе ги прашам и останатите гости, согласно вашето искуство и експертиза, каде ги гледате клучните проблеми од сето она што го слушнавте во изјавата, но и она што имавме прилика да го видите и да го слушнете изминатите денови? Благодарам што ми дадовте прва и можност да се обратам. Прво би сакала да изразам длабоко сочувство за семејствата на настраданите, не само за семејствата, туку и за целата нација, бидејќи ова е трагедија не само за одредени семејства, туку за цела нација и за целиот регион, затоа што ваков настан не може да помине незабележан и треба да ни биде поука во иднина да презимаме навреме мерки, да не доваѓаме до ситуации како ова. За жал имавме ситуации од кои што требаше да научиме лекција, меѓутоа очигледно некако лекциите каснат или брзо ги забораваме. Инаку, што би можела јас да кажам, доколку се почитуваат правилата, што се вели на игра, односно при отварање на одреден објект за јавна употреба, ако се запазат сите правилници што треба да бидат запазени, до вакво нешто треба да не дојде. Значи, затоа се преземаат мерки за превентива, затоа што полесно е да направиме превенција, а да не ги решаваме последиците од настани како овој немил настан. Ние како држава имаме правилници, имаме законска регулатива, подзаконски акти, меѓутоа очигледно во оваа ситуација е затаено, односно
и самиот инспектор и јавниот обвинител кажаа дека фактички се што било сторено, објектот работел нелегално. Така, може ли да се каже колку закони, колку правилници се прекршени вака од првично од информациите кои што ги слушате и ги добивате? Па не би можела сега да ви кажам точна бројка, меѓутоа само во областа на противпожарната заштита некаде околу 35-6-37 правилници постојат кои што ја регулираат оваа област. И инженерите кои што ги подготвуваат елаборатите за заштита од пожар, експлозии и опасни материи се запознаени со нив, тие ги треба да ги испочитуваат, меѓутоа после од кога тој елаборат за заштита од пожари и експлозии ќе биде подготвен, тој оди во процедура, значи во општините, каде што заедно со сета друга пропратна документација се прави контрола, ревизија на елаборатот и потоа се добива дозвола ако е нов објект за градење. Ако се работи за стар објект кој има пренамена, тогаш се добива дозвола за пренамена и на крај да се добие употребна дозвола на објектот. Така, ќе зборувам за елаборатот и малку подоцна. Василевиќ, еве, ваше согледување, каде го гледате клучниот проблем што довело до ваква трагедија? Генерално сакам прво да се придружам кон професорката да изразам длабоко сочувство на сите засегнати страни. Генерално ова е голема загуба за целата држава. Вакви немили настани не треба да се случуваат, треба да учиме од тугите грешки, како 2003 година, ваков сличен настан имало во Америка, 2015 година во Романија, каде што имало 64 загинати. Не треба да го сетиме загубите на свој терет, па тогаш да се освестиме. Како што и во нашите телефонски разговори ви кажав, не треба потресот да биде моментален и потоа да заборавиме, треба константно да работиме на имплементација на тоа што го имаме како стандарди, како подзаконски акти. Како што и јавниот обвинител синтаксички ги кажа одредените пропусти кои што веќе институциите ги установиле, генерално проблемите настануваат во момент кога мерките ќе бидат прекршени или нема да бидат запазени, тогаш да речеме ситуацијата станува многу комплексна. Секој објект е потенцијал за пожар, секаде има доволен број на горливи материјали, доколку нешто не се испочитува како мерка која што предвидел веќе инженерот и направено е пропуст, потенцијалот за трагедија е многу поголема. Во овој случај бројот на мерки кои што не се испочитувани, како што беа наведени претходно, се повеќе кратни, така да веројатноста за случување на ваква трагедија е многу поголема. Дел од работите кои што ви кажа обвинителот се пропишани во правилникот за мерките за заштита од пожари. Тука се нели има и закон за заштита и спасување, каде што конкретно за градбите за масовни приредби, каде што спаѓаат овие дискотеките, треба да има систем за автоматско откривање и јавување на пожар. Повеќе излези, патишта за евакуација, напуштање на објектот, систем на панични светла, капацитетот на дискотеката да има едно лице, 1 метар квадратен. Тоа се веќе познати, да кажам, мерки кои што се препишани веќе во елаборатите. Значи, мора да се запознае јавноста дека Македонија е држава која што реално има правилници, има закони. Не навлагам на тоа колку се почитуваат или не. Најчесто колегите кои што работат во оваа област гледат во 100% да ги исполнат. Комората се залага инженерите што повеќе да го подигнат нивото на квалитет на проекти кои што ги даваат. Може да речеме пропустите се случуваат во моментот кога ќе почне објектот да се изведува или кога ќе се заврши неговата изведба, попонатаму неговиот тек пренамена и така натаму, кој што треба други институции да го преземат тоа, како инспекторат и така натаму. Може почести контроли треба да се врши, затоа што секој објект е жив. Значи, вие немате ниту еден објект кој што се изградил и 20 години останал таков како што земете еден дом, стан и така натаму, вршите цело време промени, преградување, затварање, а не да кажеме на посериозни објекти како од јавен карактер кои што континуирано се подложени на одреден тип на промени во зависност од побарувачката на пазарот и така натаму. Но овој ајде прво вас да прашам првично каде го гледате главниот проблем со пожарот кој што доведе до толку голем број на жртви и повредени? Така, исто јас би сакал да изразам едно силно искрено сочувство до семејствата на загинатите. Се надам дека бројката на починати ќе остане таму каде што и дека сите останати ќе се излечат и ќе продолжат со својот живот. Во контекст на прашањето и во конкретниот случај со оваа дискотека може да се заклучи дека не е примената ниту една од овие основни мерки кои што се пропишани со овој правилник што го цитиравте.
така што било кој мал причинител и можен ризик фактор за настанување на таков разорен пожар во случајов се случило на наша несреќа, да кажам, така што дали комбинацијата преполна дискотека, направена од лесно запаливи материјали во комбинација со пиротехнички средства, пиротехника, само еден излез, чад, паника е сплетот на кој што доведе до таква трагедија? Сите овие предуслови што ги напоменавте, дефинитивно се предзнак за една трагедија. Меѓутоа, верувам јас дека и сите, да речам, стручњаци од дејноста не очекувале волку брзо развиечки пожар, да кажам, во самата дискотека. Меѓутоа, ете се случи, нажалост, ние имавме таа несреќа да имаме оваа трагедија. Дали доколку клучен момент на избивање на пожарот е пиротехниката, дали доколку се било по стандарди направено, како што предвидуваат да законите и правилниците, би дошло до ваков исход? Па, можеби ќе се појавил пожар, затоа што не би требало да се дозволи да имаме пиротехнички средства кои што фрлаат пламен по 2-3 метра на толку низок плафон. Значи, прво, самата конструкција плафонска била доста ниско. Значи, ако имаме 6-7 метра висинска разлика помеѓу под и плафон, тогаш овие пиротехнички средства искрата немаше да може да го достигне плафонот и да започне на примарното палење на материјалот од плафонската конструкција, потоа нормално тој се прошири. Значи, кога сите мерки би се запазиле, повторно треба, сепак мислам, стручно лице да влезе внатре, да каже дали смее во тој простор да се користи пиротехника, како да се користи, под контрола да биде најавен настанот во близина, да има присутни и противпожарна служба, и брза помош, секогаш кога ризикот е зголемен. Затоа е потребно прво да се направи процена на ризик, па дури потоа да се дозволи примена на такви средства во еден затворен простор. Вие што сметате околу пиротехниката? Колку таа и со испочитувани стандарди би предизвикала вакви последици? Повторно ја кажам, пиротехниката е само, да речеме, во овој момент согласно изјавите, се уште треба да се види до крај страгата што ќе открие дека е некаков тип на тригер на целокупниот настан. Но потенцијал секогаш може да има. Може да биде еден електричен кабел, може да биде дел од, збориме за еден објект дискотека, дел од озвучувањето проблем. Значи секогаш потенцијалот, сега во моментот е дека тоа така на видеото изгледа видливо и едноставно, па сите, значи, може да сите даваат расуда или пресуда дека тоа е пиротехниката, макар што сепак треба на крај да се види што ќе излезе од извештајот од колегите кои што го прават вештачењата. Но генерално потенцијалот може да биде во една дискотека и во еден објект од различен карактер. Континуирано има одреден потенцијал, дали тоа слаба електрична инсталација, дали тоа громобранска инсталација, дали е тоа невнимание од човечки фактор. Значи секој објект го демне одреден, да кажам, предизвик во поглед на пожари, доколку одредени мерки кои што се пропишани се пасивни, во прв момент пасивни, во пасивни се мисли градежни материјали, врати, патишта се запазуваат при изработка на било каков тип на објект. Во тој случај, значи, може да се спасат многу голем број на животи, без разлика, да речеме, што во моментот другите мерки во смисла на спринклер систем и така натаму, кои што се многу понапредни, не се запазени. Значи, битно е прво во прв момент пасивните мерки да бидат запазени и да бидат согласно на мината на објектот. Колку лиценци, документи, дозволи треба да добие еден ноќен клуб кабаре? Дали имате такви сознанија и кои се државни институции треба да прават проверки, контроли? Еве и во делот на противпожарната заштита, доколку можете и за другите аспекти да искоментирате? Добро, дека се работи за постоечки објект кој што по наводите нелегално работел и не знаеме ние во ситуација дали поминал некоја процедура за добивање на одобрение за градба, така наречено, односно реновирање или реконструкција на самиот објект, а паралелно со тој добивање на дозвола за употреба од другите институции. Меѓутоа, кога би се планирал еден нов објект за изградба, би се изработил, да кажам, основен проект со неколку фази,
Тоа се архитектура, водовод, електрика, машинство и така натаму, меѓу кои спаѓа и лаборатор за заштита од пожари, експлозии и опасни материи, кои што сите овие мерки од овие бројни правилници кои што ги спомнала професорката и колешката се предвидуваат, па сето тоа оди на разгледување во општинските урбанистички, да кажам, одсеци кои што даваат позитивно мислење во случајот. Клучна институција тука мора да напоменеме Дирекцијата за заштита и спасување, која што се произнесува за дава позитивно мислење за формата и применетите, степенот на применетите мерки во тој лаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни материи. Професорке, што е клучно документација потребна за еден ноќен клуб и кои документи се потребни за еден елаборат за противпожарна заштита? Искрено да ви кажам, до сега не сум имала прилика да работам проект за ноќен клуб и која се потребна документација треба да ја има, не можам да ви кажам, меѓутоа можам да кажам за било кој објект што е потребно. Значи, се започнува секогаш со архитектонското решение. Архитектот е тој што е задолжен да води сметка објектот да има пристапност од доволно број страни, пристапните улици да бидат со соодветна ширина, радиус на кривина, да може противпожарно возило да приде. Сето тоа и во елаборатот за противпожарна заштита, што го нарекуваме, односно за заштита од пожар, експлозии и опасни материи е наведено, значи и ширина на пристапни патишта и радиус, потоа внатрешната архитектура да ја реши соодветно во смисла ширината на ходниците по кои што ќе се одвива евакуацијата, должината на патиштата за евакуација, бројот на излези да предвиди, да ги предвиди материјалите кои што ќе бидат вградени во објектот, зависно од ризикот кој што претходно ми се чини дека тука малку затајуваме за нашите објекти, кога почнуваме да ги проектираме, не правиме проценка на ризик на време, затоа што кога имаме проценка на ризикот, што може да се случи во тој објект, тогаш тоа би влијаело и на сите овие други фази што потоа ќе следат, и на изборот на материјалите, дали ќе бидат горливи, негорливи, до кој степен на горливост, значи за тоа постои посебен правилник. И потоа ќе се пристапи од кога архитектот ќе го реши своето решение, статичарот, односно градежниот инженер има задача да ја провери конструкцијата, дали ќе издржи пропишано време на дејство на пожар. Потоа доаѓа тука до израз електроинженерот кој што треба сите фази од електрика да ги предвиди. Тука се и алармните системи, осветлувањата панични, пиктограмите кои што покажуваат во која насока треба да се евакуирате, јавната објава, алармот. Тука е машинскиот инженер кој што потоа треба да предвиди проект за отчадување во самиот објект, доколку е јавен објект да се реши проблемот со спринклер системот ако се вградува. Значи мултидисциплинарна е областа. Сите овие фази во својот проект треба да внесат она што е потребно на крај да биде сублимирано во елаборатот за заштита од пожар, експлозии и опасни материи. Значи, оно што го склопува на крај елаборатот фактички прави сублимат од сите фази кои што требале тоа да го запазат во рамките на својот проект. Сакав да ве прашам за елаборатот, но сега во овој момент ќе го вклучиме колегата Петар Догов, кој што го следеше попладнево собирот на плоштадот Македонија. Петар, дали заврши собирот и каква порака беше испратена? Да, пред еден час овде на плоштадот Македонија се беше полно. Почнувајќи од камениот мост, преку целиот опсек на плоштадот, па се до другите приоди од спротивната страна, односно од кај Рекорд. Сега овде на плоштадот сме само јас, мала група граѓани и уличните куќиња, бидејќи надвор многу студи, но оние граѓани кои што доаѓаат овде, може да се види зад мене палат цвеки, оставаат цвекиња, а малку понастрана се оставени транспарентите кои што ги носеа со себе на собирот, односно на протестот. Јас можам да кажам дека досега сум известувал на голем број јавни собири, на голем број протести, но ваков протест досега не сум видел и не сум известувал, бидејќи овде никој не зборуваше, немаше бина, немаше микрофони, немаше изјави од организатори, едноставно луѓето кои што дојдоа оставија тишината да зборува сама за себе. Единствени пораки беа испратени преку оние транспаренти кои што ги носеа, кои што беа
упатени се до надлежните институции за искоренување на корупцијата, а исто така и за оддавање почит за 59 изгубени млади животи во дискотеката на смртта во градот Кочани. Ние успеавме да поразговараме со дел од граѓаните кои што имаа сила да дадат свое мислење малку пред камерата на Телма и да испратат порака до надлежните. Овде слушаме што тие имаа да порачаат. Што да кажам, голема болка и голем бес за ова што ни се случува. Сите да затвор, сите лопови и криминалци. Сите. Оптимисти сте ли дека корупцијата ќе се искорени некогаш од нашето општество? Ако продолжи како денеска, сите да ги затворат до еден. Ова треба да им биде знак за конечно да се смени нешто во државата. Доволно трагедија беше и ние не можеме како граѓани да се научиме на вакво тагување. Секој месец нешто да се случува, секој месец да умираат луѓе поради надлежните. Да ги поддржуваме собириве, да ги поддржуваме протестиве, бидејќи мислам дека единствениот начин како ќе има промена во државава. Протестот беше организиран од иницијативата именувана како Кој е следен. Граѓаните преку социјалните мрежи се организираа и одлучија гневот, бесот и тагата да ги преселат од постовите и објавите на интернет овде во живо на плоштадот Македонија. Се протестираше и на другите плоштади ширум другите градови низ државата, а главната точка или главното место каде што граѓаните протестираа се разбира дека беше градот Кочани, но секаде се протестираше по истиот принцип. Јавните собири поминаа во тишина и оддавање почит за жртвите. Организаторите на овој собир овде на плоштадот Македонија има упатено апел до сите кои што ќе присуствуваат да се соберат на плоштадот и никако да не се движат по околните улици, да протестираат пред институциите и слично, за да не го блокираат сообраќајот со оглед на тоа што никако не смее да се дозволи да се блокира патот за екипите на итната медицинска помош кои што се уште транспортираат повредени лица од болница во болница. Тоа така и помина. Граѓаните овде има и 16-минутен молк. Таа бројка 16 го символизираше датумот 16 март, односно денот кога 59 млади лица го загубија животот. Тоа е се од овде од плоштадот. Верувам дека и во следните денови граѓаните ќе продолжат овде да оставаат и пораки со сочувство, но и да палат цвеки и да оставаат цвекиња и на тој начин да оддадат почит за загубените животи. Ти ги благодарам, Петар. Имавме можност да ги слушнеме и дел од граѓаните кои што присуствуваа вечера на собирав. Разочарани се, тука има гнев, незадоволство, токму поради оние системски проблеми, за оние непочитување на законите за кои што говоревме и на почетокот. Откако ќе се случи трагедија, сега сите најавуваат, ветуваат расчистување, одговорност, има најави за проверки на диско клубови, предходно кога се случуваат други трагедии имаше проверка на граѓаните по улиците, сообраќајни контроли, предходно имаше други контроли, но ни се повторуваат, еве кажавте вие трагедиите. Што сметате, каде е проблемот во општеството? Дали е можеби корумпираноста, дали е можеби селективноста, неказнивоста? Во секој случај, да. Мораме да бидеме искрени дека веројатно тука се работело за корупција и не верувам дека толку години наназад таа дискотека би работела, доколку некој тоа не го прегледал низ прсти. Кои се институции тука замижале, затаиле во целиот тој процес, познавајќи ги законите како функционираат? Можете ли да... Па не можам да ви кажам кои се институции затаиле, меѓутоа сепак можам основно да кажам инспекција. Значи мора да постои инспекција која што од време на време ќе врши контроли во овие објекти, дали тие во меѓувреме нешто направиле промена. Значи веќе да не зборуваме за овој објект, за него е веќе јасно дека работел незаконски, дека воопшто немал ни проектна документација соодветна, ниту бил изведен соодветно. Меѓутоа и за сите други објекти, можеби во меѓувреме од кога е изведен објектот претрпел некоја реконструкција, пренамена.
Инспекцијата треба да проверува дали секој од овие објекти што се користат за јавни собири, посебно за поголеми групи на луѓе, се во склад со законската регулатива, дали за се имаат соодветна документација, дали имаат употребна дозвола за онаа намена за која што во моментот функционираат. Значи, мислам дека најмногу инспекцијата е тука надлежна. Така. А која е надлежност тебе на државниот, на ДЗС, на Директивата за заштита и спасување, со оглед на тоа што во законот, од една страна морам да истакнам прво дека директорот на Директивата за заштита и спасување, Џевдет Селами, за дел од медиумите кажа дека конкретно за овој објект воопшто не постои барање за елаборат за противпожарна заштита, но дали тука завршуваат ингеренциите на државниот на ДЗС со оглед на тоа што во членот 70 од Законот за заштита и спасување стои дека инвеститорот во проектна документација за изградба на објекти, како и за објекти на кои се врши реконструкција или пренамена, е должен да изготви посебен елаборат за заштита на пожари, експлозиви и опасни материи, кои потоа во рок од 5 дена, веројатно ви е познато, дирекцијата треба да одговори, да направи увид, сега да даде свое мислење. Да даде свое мислење. Генерално би било, како што ви напоменав и во телефонскиот разговор, директорот на дирекцијата да беше присутен овдека во емисијата за да можете директно да му поставите реално прашањето. Ингеренцијата на дирекцијата е да ги преземе лаборатите кои што се сработени од страна на колегите, да даде мислење врз основа на тоа дали се применети мерките кои што се застапани во законските и подзаконските акти кои што тие ги издаваат и се под нивни ингеренции. Генерално може да кажам дека во рамките на оваков тип или од ваков профил Немил Настан беше едениот, мора да го напоменам, Тетовската болница, со која што Комората на овластени архитекти и инженери зема за право, односно создаде една работна група во која што се работеше на подзаконските акти. Дирекцијата беше информирана и генерално даде позитивно мислење дека стручните лица на државата треба да направат и на дополнување на постоечките подзаконски акти, да се видат пропустите, недостатоците и врз основа на тоа да се работи. Изградбата на подзаконски акт, тој од 2023, истиот е поднесен до дирекцијата и е предмет на понатамошно разгледување да добие некаков правен формат. Ние до сега сме имале добро искуство во смисла меѓу институционално комора со дирекција, сме имале позитивен фидбек. Тука сме инволвирале и Институтот за стандардизација кој што е многу битен профил во целокупната работа, почитување на стандарди, норми кои што реално ги преземаме во страна на Европа. Државата може би е потребно да ги види капацитетите во однос на инспекцијските тела. Колку има број на вработени, колку може тој опсек на работа, пошто опсекот на работа реално да се биде инспектори, да се провери све што е во Македонија изградено и пренаменето, не знам дали реално институциите имаат такав капацитет. Мора да направи национален план. Имаме локални подружници, нели, на сите централни. Точно. И сега во тие локални подружници тие гледаат дека има објект за кој кај нив никогаш не дошло барање за елаборат. Тука веројатно треба да се запали и прашањето црвеното светло, што се случува. Дали тука може би имаме некакво премолчување? Па видите, колешката спомна дали е прашање на време, ние се запрашаме какви се капацитетите на таа институција. Значи, дали располага со доволно човечки ресурси за да ги врши сите овие важни анализи од поглед на одобрување на проекти и проектни решенија, елаборати, до надзор на нивното имплементирање на терен и, што е исто многу важно, што мора да го споменеме, е одржувањето во исправна состојба во животен век на сите тие мерки и инсталации што се пропишани, кои што да речам објектот ако би ги имал. Имаме случаи каде што објекти имаат сите мерки на хартија или во самиот основен проект и во самата изведба имплементирани мерки, меѓутоа година, 2 или 3 после тоа веќе дел од тие мерки се практично неефективни. Сметате ли дека е запоставена како институција генерално дека не се посветува многу внимание и секогаш светлото нека не да се вклучува кога ќе се случи некоја несреќа, трагедија? Генерално сметам дека е доста запоставена затоа што да се навратиме неколку години наназад, голем дел граѓаните не знаеат дека постои ова владина институција, значи дирекција која доаѓа директно под влада и мислам дека е
Дефинитивно тука во прашање нивниот некапацитет у смисла човечки ресурси, а да не разговараме за други услови што треба да ги имаат тие инспекцијски служби и не само инспекцијското тело, дирекција, тука и сите останати служби што работат на проблематиката, така што ние од една страна бараме гневни сме, сега бараме резултати, да споредиме претходна главна тема беше судството, колку ресурси и пари се потрошени за да имаме ефект таму, па имаме повторно недовербање во таа институција. Меѓутоа, оваа институција никогаш не се дало, да кажам, можност да се истакне, односно да се обиде да врши дејноста како што треба. Така што сметам дека треба многу повеќе да инвестираме во таа институција за да имаме некаков ефект. Нивото да се покрене реално и да се видат капацитетите кои што ги има институцијата. Секогаш се вклучува алармот кога ќе дојде несреќа. Да, но еве гледаме дека сега сите се свесни дека станува збор за некаква објектот дискотеката била некаква шупа која што или како веќе и да беше наречена штала, се извинувам, која што не ги исполнува стандардите. Сега сите знаат, но кога требало да се знае, да се реагира, тие што требало да реагираат не реагирале. Од друга страна, веројатно и граѓаните кои повеќе не веруваат во најголем дел од институциите, имаат недоверба, па и не ги пријавуваат веќе случаите кои што им се познати, затоа што можеби собствениците, луѓето блиски до тие објекти се блиски до некој друг, што е многу битен, тие се моќни, нив никогаш не ги казнуваат, па граѓанинот си вели зошто јас би влегувал да се спротивставувам со некој што системот наместо да го казни, го штити. Така. Што сметате? Можеби тоа, да, меѓутоа и некако сите сме со некое верување, да, тоа ќе му се случи на некој друг, мене нема да ми се случи. Некако сите се криеме зад опасноста, не сакаме да ја прифатиме дека е можеби тука до нас. Не е само за јадните објекти, еве да погледнеме што се случува со зградите во кои што станарите живеат секојдневно, а какви опасности демнат од пожар, а свеста на граѓанинот е таква што еве надворешните противпожарни скали на голем број стари објекти што ги имаме се затворени, претворени во шпајзови. Тој што живее во станот не размислува дека можеби во неговиот стан ќе се појави пожар, дека тој нема да може преку надворешните противпожарни скали да се евакуира, а внатрешните скали се небезбедни затоа што не се изведени како посебен пожарен сектор, не се изведени како противпожарни скали. Затоа се направени надворешни. Значи, тој е доказ дека свеста на луѓето не е доволно на високо ниво. Може би треба малку да поработиме и на едукацијата. И тоа уште од мали нозе. И неколку пати тоа го спомнав на овие интервјуи деновиве што ги давав, дека во соседна Србија децата во основните училишта имаат 2 пати годишно вежба како да се однесуваат во случај на пожар, во случај на земјотрес, во случај на поплава. И учителките како да реагираат во забавиште. Во забавиште ги имаат тие вежби. Како воспитачката да ги изнесе децата, што да направи во таква ситуација, како тие да се однесуваат. И знаете, кога од мали нозе вас некој ќе ви го кажува тоа, па ќе ви остане во подсвеста дека треба да внимавате и да не предизвикате пожар, значи невниманието ќе биде сведено на минимум, а од друга ситуација, ако веќе се случи, ќе знаете како да реагирате не само во училиште, не само во градинка, во сопствениот дом ќе знаете како да се однесувате во случај на пожар. Во диско, ако ви се случи, ќе знаете каде треба да се евакуирате, дека ќе треба да ја барате онаа зелена стрелка над вратата, што нормално треба да ја има. Прво треба да биде запазено да ја има. Меѓутоа, сите последици ќе бидат минимални ако обуката, образованието, спремноста на населението се подигне на повисоко ниво. Сакам да се надоврзам дека едукацијата е примерно нешто што треба да се види Министерството за образование, да се вклучи во поучење од сите овие немили настани, затоа што, пак ќе кажам, ќе се навратам на мојот, пожарот демне во секој објект.
денеска е дискотека, утре може да биде некоја градинка, може да биде училиште, може да биде друга образовна институција, може да биде трговски центар. Покрај инспекцијските тела, покрај мерките, мора да се подигне свеста и на граѓаните, мора да се подигне свеста дека во својот дом не можете да преградите ходникот и да го направите да биде пократок за пола метар, затоа што се одлучиле дека ќе го направите шпајс или на цена на тоа дека ќе намалите патот за евакуација на голем број од граѓаните кои што живеат. Дека во државните институции ситуацијата е подобра за разлика од овие дискотеки и други локали каде што не важат законите или гледате проблеми на тие места? Па сега видите, јас сум имал прилика да речам во дејноста да посетам стотици објекти каде што постојат буквално ситуација слична на оваа која што имаме во дискотеката, постојат бројни објекти кои што се главно приватен капитал и имовина, меѓутоа постојат и државни институции и објекти кои што се исто така доста незаштитени во поглед на овие мерки, така што ние мора сериозно сега да ги разгледаме сите наши објекти у каква состојба се, дали се тоа понови или постари. Едноставно мора приоритетот на ова дејност, значи заштитата од пожари да окренеме на едно многу повисоко ниво и да речеме кога ние сугерираме како стручни лица од областа да се нешто подобри во одреден објект кој што е веќе постоечи, кој што имал 30 години користење на истиот, да кажам, кога веќе сугерираме да некоја инсталација заштитна, да речем, треба да се замени со нова, бидејќи постоечка да не постои начин да ја вратите вие во функција, секогаш приоритет се промената на прозорите или, мислам, такви некои, да речем, активности во објектот реновирачки споредни и ова наша сугестија, да кажам, да се подобри заштитата е трошок кој што секогаш е непредвиден и непотребен во и тоа верувајте во многу случаи не е ни голем трошокот во однос на редовни реновирачки активности на еден годишен план на институција, така што ситуацијата не е добра генерално. Сакам да се надоврзам дека реално се поздравува обидот на моменталната структура за тоа да се направи увид моментално на јавниот објекти од јавен карактер. Не треба да се застане кај дискотеките. Треба да се проверат сите други типови на јавни објекти. Треба да се проверат болниците. Треба да се направи увид во градинките, во игротеките, каде што има голем собир на мали дечиња и родители, да се видат нивните капацитети за колку тие има дозвола, а колку внатре луѓе се... Сега да кажете дека противпожарната заштита се става во втор план? Секогаш, за жал. Во многу случаи, за жал. Многу е ретко да... Непожелен трошок. Така, точно. Дали има законски пропусти, односно законски проблеми со законот и подзаконските акти? Предходно рековте дека генерално има премногу правилници, има закони, но дали пак може би тоа создава некаков проблем во спроведувањето или пак повторно ќе се вратиме на она дека човечкиот фактор, потребата да се заобиколат сите овие правила кои што треба да дадат некаква смисла, некаква цели на функционирање на системот, а всушност прекршувајќи ги секој поединечно се прави голем проблем и доведува до трагедии како ова. Имаме доволно правилници. Правилникот е жива материја. Значи тој треба да се менува како се менуваат што се вели сознанијата во одредена област. Така и во оваа област пожарната безбедност на објектите има доста новини, значи прва новина, не е веќе новина во светот, одамна тоа се применува горливоста на материјалите да се категоризира од многу лесно горливи, средно горливи, тешко горливи и негорливи материјали. Значи имаме уште 2009 година усвоено правилник за суштински барања за заштита на градежните објекти од пожар, во кој што горливоста на материјалите е дефинирана. Имаме правилници, постои правилникот за заштита од пожар, експлозии и опасни материи, тој треба да го прилагодиме, значи да го надградиме, да биде поврзан со правилникот за суштински барања. Потребно е во постојниот правилник да ги воведеме и новините што еврокодовите како прописи за проектирање на конструкциите ги воведоа, даваат можност за пресметка на конструкциите за заштита од пожар, затоа што свесни сме дека досега од тој аспект обично врз база на стари таблици кои што можеме да кажеме дека веќе се
може би на страна на сигурност, но не отцртуваат реално однесување на конструкциите во услови на пожар. Едноставно се велеше, да, оваа конструкција е пожарна безбедна 2 часа, меѓутоа немаше доказ за тоа. Сега постојат, значи, во согласно со еврокодовите, постојат методи за пресметка на конструкциите, тоа треба да се предвиди, да се вклучи во постојниот правилник за заштита од пожари и експлозии, но реков тоа се материјали, тоа се документи кои што се жива материја, кои што ние можеме во секојдневно по потреба да ги надградуваме со новитетите што се јавуваат. Не би требало да бидат проблем за оние што ги применуваат, затоа што еден правилник се повикува на друг, па не би можело ни да се пропушти дека треба да го примените, затоа што во правилникот за заштита од пожар, експлозии и опасни материи те наведува дека ти треба да го примениш правилникот за хидранска мрежа, дека треба да го примениш правилникот за секторирање на просторот. Дали хидранската мрежа, тоа не го спомнавме претходно, е клучна за, би помогнала во ситуација како оваа во дискотека? Секако, значи да сме имале јаки млазеви вода од даден момент, сигурно пожарот немаше толку да се расшири, секако и лица обучени во даден момент да ја применат таа хидранска мрежа, затоа што во онаа паника треба некој да приде до хидрантот, да го отвори, нормално тој да биде достапен, цревото да биде внатре, за да може да почне да гаси. Обично противпожарните служби повеќе успеваат да се справат со хидрантната мрежа, односно да ја употребат и да го гасат пожарот, меѓутоа може и од присутните, доколку се обучени и знаат што и како да направат во дадена ситуација. Но што е со оние одредби кај што велат, нели, материјали и начин на градба со кои што побавно на зидовите кои ќе се одлага ширењето на пожарот. И тие стандарди не случајно се пропишани, не за да се случи во неколку минути да вивне една дискотека. Горливоста на материјалите треба да ни биде, значи, едни од приоритетите кога се изработува проектот пред се фаза архитектура, затоа што архитектот ги предвидува материјалите кои што ќе бидат употребени за облогите. Тие материјали влијаат на пожарното оптоварување. Горливи материјали го зголемуваат пожарното оптоварување, тоа значи многу повисока температура и побрз развој на пожарот во пожарниот сектор, така да треба и правилникот треба да предвиди, зависно од намената на објектот, до кој степен на горливост смее да биде материјалот што ќе биде употребен внатре. Дали ќе смее да се употребуваат материјали со класа на горливост С или Б, или ќе се бара класа на горливост А. Значи, се зависи од намената на објектот. Ако се работи за болница, секако мора да се користат материјали кои што се А1 или А2 класа. Никако не смееме да дозволиме да се користат горливи материјали, затоа што таму ќе ни треба големо време за евакуација. Значи, повторно, намената на објектот, дали се тие што го користат објектот подвижни или неподвижни, потоа дали се работи за мали деца или за возрастни луѓе кои што побрзо ќе се евакуираат. Време на движење е 1,2 метри во секунда нормално. Меѓутоа во паника тоа може да се спушти и на 0,75 метри во секунда. Значи мора да се предвиди должината на евакуација и за тоа време сите присутни што треба да го напуштат објектот, пожарот да не се разбувне, што се вели, да не настане така наречен флеш-шоу во просторијата, кога целата просторија, односно целиот пожарен сектор гори. А тоа зависи од пожарното оптоварување. Горливи материјали, повисоко пожарно оптоварување. За жал, ние се уште користиме таблици од поранешна Југославија, па и светот уште работи по постари таблици за пожарните оптоварувања со новите материјали кои што претежно се синтетички. Бога ми, тоа ниво е покачено и Европа сега работи на нови изработка на нови таблици за пожарни оптоварувања. Да, пред да преминеме, зборувавме нели за инспекциите, за законите, за правилниците. Прашањето ми е добро, во никој правилник, во никој закон не е предвидено дека некој треба да оди да проверува дали постои елаборат за противпожарна заштита, дали постојат се исполнуваат стандардите, она што е применето во законите. Нема таква Има, како да се знае списокот на елаборати и проекти кои што мора да се достават во општината за да се добие дозвола.
Така, тоа е во почетна фаза, Тоа е почетна фаза. Вонредни инспекции кога се прават. Да, за вонредни говорам за Сето тоа се побарува, така што меѓутоа пак ќе кажам, значи стотици објекти се во прашање, а треба да се запрашаме колку инспектори имаме на број, кои што дали можат теоретски, физички да го постигнат, да го поминат теренот, збориме за постоечки објекти, па да констатираат дали им фали таква документација кога се постоечки пренаменети и така натаму. А каде е имплементацијата на сето тоа? Нели ќе приложи инспекторот мерки, останува инвеститорот или институцијата тоа да го спроведе, што не секогаш е тоа многу брза процедура. Така што треба сите овие аспекти да ги земеме во обзир кога Затоа е разговараме. најдобро да немаме елаборат, па да нема по кој основ да не прегледуваш. Терен покажува дека изминатите 2-3 години активно се бара елаборат и онаму дури каде што некој го толкува различно тој закон каде што можеби нема потреба да има елаборат, меѓутоа Не говорев конкретно за овој случај, не генерално, за да. овој случај не може да не мислам преюдицираме, меѓутоа претпоставам дека не била направена контрола. Така. Превентивни мерки? Превентивни мерки, не знам што да кажам по тоа. Едукација, веќе генерално го напоминавме. Мислам дека сакав да се доврзам дека треба да направи државата еден тип на национална стратегија. Еден инспектор да влезе и да направи увид не му е потребно 2 сати, 2 часа, тоа не може ништо да направи. За да направите детална анализа ви треба малце повеќе време и голем број на документи, затоа го спомнав капацитетите. Државата треба да направи некаков тип на стратегија во приоритети на годишно прегледување на објекти кои што се од јавен карактер со масовно собирање, со одредени капацитети, со одреден број на типови на граѓани, да кажам, кои што се внатре, дали се тоа луѓе со инвалидитет, дали се постари, дали се луѓе кои што се подвижни и се во редовна физичка, како да кажам, способност или активност, дали се тоа мали деца, така да треба да направи некаков тип на стратегија со која што ќе има приоритети и ќе праќа почести инспекции, почести проверки. Со тоа некако може и ќе се намали веројатноста нешто вакво да се случи во вакви рамки. Барем ќе има извештаи дека некој е опоменат, да некој му се дадене, некој е казнат и на крај одговорноста малце повеќе ќе се локализира на одреден број на луѓе кои што не го испочитувале. Тој ќе може точно да се посочи. Во моментот толку е испреплетена целата ситуација што не може да посочите, затоа што пропустите се да речеме испреплетуваат една во друга институција. Има истрага, да, ќе видиме истражните органи каде се ќе алоцираат вината. Во моментов повеќе закони се проверуваат. Кривична одговорност се најавува, мора да има, но што треба друго системски да се промени за да не се случи повторно ништо слично вака прашање да сте тројца? Повелите. Па, како што веќе напоменавме, значи мора носечката институција да зајакнеме до тоа ниво и да очекуваме резултати. Ако ви кажам примерот од тоа што во искуството од терен дека грото од сопствениците на објекти и локали воопшто не ни биле предмет на контрола низ годините и воопшто не ни знаат што треба да исполнат по овие мерки што се пропишуваат со овие лаборати, така што мислам дека е јасна ситуацијата дека некој несвесно го крши законот, а не ни знае дека треба да го исполни. Спомнавме нели за институцијата прво да се направи некој поефикасен механизам на контрола за честени контроли, подетални контроли, така натаму некој план како што спомна колешката. Следно е едукацијата, спомнавме. Исто така би сакала да апелирам нели во поглед на продуцирање на стручни кадри од противпожарната заштита, што како и секоја дејност во државата ни недостасуваат и тоа навистина недостасуваат и ние буквално треба да се запрашаме дали имаме капацитет од другата страна за имплементација на тие мерки на терен, дали ви може да сите овие објекти што не се заштитени да ги обезбедиме. И што она што е најважно да кажеме е свесноста наша за проблематикава, почнувајќи од оние што се законодавци до тие што се извршители и сите чинители од општеството. Значи свеста е многу важна. Исто така самите граѓани треба да бидат свесни за ризикот што го носат пожарите и нормално на кого му доверуваат да врши
проверки на исправност на сето тоа што ние го пропишуваме како мерки, што од праксата покажува дека несовесноста и непрофесионалноста е на многу високо ниво, што тоа е еден друг проблем, мислам, друга дискусија. Друга дискусија. Па јас би сакала да кажам дека треба да се избориме со да нема импровизации, туку и изработката на елаборатите за заштита од пожар, експлозии и опасни материи да ги подигнеме малку на повисоко ниво, а за тоа ни се потребни кадри кои што ја познаваат таа материја. За жал, во Македонија немаме студиска програма која што ќе ни подготви кадри од таа област. На Машинскиот факултет постои студиска програма на втор циклус која што е за заштита при работа, па еден дел, ама изборен предмет, нормално и обично на втор циклус повеќето предмети се изборни, е посветен на заштитата од пожар. На Градежниот факултет постои предмет за пожарна безбедност на конструкциите. Така да, меѓутоа тоа се, да кажеме, индивидуални преземени некои обврски во студиската програма да се внесе нешто од оваа област. Меѓутоа, за разлика од порано кога постоеа цели студиски програми, ние сме мала земја, можеби не можеме да го организираме тоа како факултет за безбедност. Можеби треба некоја во рамките на факултетите да биде модул, да биде доволно еве и на втор циклус, 2 годишни студии на крајот да бидат, затоа што мултидисциплинарна е областа, не може тоа да биде насочено само на Градежниот факултет, само на архитектонскиот, само машински или електро, туку треба оние што веќе ги поминале примарните студии од 3 години, сега на останатите 2 години на мастер да се подготват, да можат да бидат спремни да изработуваат вакви елаборати, ама стручно да ги изработуваат. Да не бидат елаборатите копија еден на друг, без да се води сметка дали навистина одговараат на реалноста, да бидат квалитетно изработени. И нормално потоа следи контролата да навистина овие елаборати кои ќе бидат адекватно изработени, да бидат и реализирани во пракса, да не останат само на хартија. И да нема објекти кои што функционираат со 500 луѓе навечера, да немаат воопшто никаков мерки за заштита. Мерки на заштита и да се случуваат вакви трагедии. Значи активни и пасивни мерки. И едните и другите мораме да ги запазиме. Едни без други не можат. Да. Ви благодарам што бевте вечерва мои гости. Вам почитувани, ви благодарам што ја следевте топ тема. Останете на програмата на Телма, следува во наредното издание на Код посветено на трагедијата во Кочани.